Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Мистериозна грмушка што горела. Била во пламен, но не изгорела. Мојсей полека и се приближил. По секоја цена сакал да ја одгатне таа мистерија. Ова е многу чудно. Како може да биде тоа? Грмушката да не изгори? Мојсей, Мојсей. Некој го кажал неговото име, но во негова близина не можел да види никого. Мојсей. Да, овде сум. Дојди поблизу. Собој ги сандалите, зашто таму каде што стоиш е света земја. Јас сум твојот Бог, во кој веруваат твоите татковци. Мојсей бил вчудовиден. Бог бил таму, среде грмушката што горела. Мојсей не се осмелил да гледа натаму и со облеката го покрил лицето. Јасно го слушнал Божиот глас. Го видов страдањето што фараонот им го прави на моите луѓе во Египет. Ги слушнав нивните повици за помош. Сега ќе ги ослободам и ќе ги водам во многу добра земја. Мојсей, ми требаш. Ти ќе одиш кај фараонот и ќе ги ослободиш моите луѓе од робство. Јас? Зошто јас? Не можам да го направам тоа. Мојсей нашол многу изговори. Едноставно не можел да замисли дека Бог ќе го исползува него. Но Бог бил многу сериозен во врска со тоа. Мојсей требало да ослободи милиони луѓе од робство. Јас и ти, исто така, имаме избавител. Го знаеше ли тоа? Се разбира, ние не сме робови во Египет, но има некој кој сака да не наведе на грев. Ѓаволот ги поробува луѓето и не сака да ги пушти на слобода. Но Исус е нашиот силен избавител. Тој го победи ѓаволот. Верата во Исус може да не ослободи. Го посакувам тоа за тебе. Бог сака да не ослободи. Затоа го испрати Исус кај нас и Мојсей во Египет. Бог го направил Мојсей силен за таа задача и му дал моќ да прави чуда. Но најдобриот подарок било неговото ветување. Мојсей, не плаши се. Јас ќе одам со тебе и ќе ти помагам. И брат ти ќе оди со тебе. Веќе е на пат. Стани и оди. Бог бил со Мојсей. Тоа било доволно. Дали Мојсей ќе успее да ги ослободи израелците и да ги изведе од Египет? До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!